Повеќе од 6000 граѓани се потпишале на петицијата Стоп за панорамското тркало. Граѓаните на Скопје бараат да се стопира големиот објект кој ќе чини околу 20 милиони евра и дополнително ќе го промени лицето на градот. Претседателката на Асоциацијата на архитекти на Македонија Даница Павловска за Нова вели дека петицијата на граѓаните покажува дека скопјани не сакаат да се гради панорамското тркало. Според поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гошев, панорамското тркало нема никаква економска логика бидејќи парите се од скапите кредити кои ги позајмува власта, која се повеќе го зида јавниот долг и ја задолжува државата. Европската комисија нема да му честита на победникот на парламентарните избори во Македонија пред да се изгласа новата влада и да се именува новиот премиер, изјави портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич за МИА. Истовремено еврокомесарите Јоханес Хан и Федерика Могерини ги повикаа власта и опозицијата да продолжат со целосно спроведување на политичкиот договор, вклучувајќи ја и поддршката за специјалното јавно обвинителство. Пронајдена е црната кутија со податоци за паднатиот авион на Руското министерство за одбрана Туполев 154 во кој во неделата загинаа 92 патници и членови на екипажот, јави агенцијата ТАСС, повикувајќи се на извор од полицијата. Ноќеска се пронајдени уште 3 тела на жртвите, со што бројот досега е 16. Според деловите од авионот што се пронајдени, експертите сметаат дека капетанот на авионот се обидел принудно да слета.